Преминуваме во другиот дел од студиото, каде што веќе пристигна нашите први гости и една водителка за која што не сум сигурна дека е Сузе, малку видоизменета и да видам подобро. Да, Сузе, тоа е. Добро утро, Сузе, добро утро до нашите гости, двајца представници од академскиот хор Мирче Ацев. Двајца, затоа што разбирливо е дека не може целиот хор да го собереме овде. Добро ви утро. И таман тоа сака ви да ве прашам, колку членови брои вашиот хор? Добро утро, Преце. Ви благодариме на поканата. Да ви го одговорам прашањето. Академскиот хор Мирче Ацев моментално брои меѓу 40 и 50 активни членови. Машала, така убава да, број. имаме една убава број. Имале 8000 членови во изминативе 70 години. Сериозна бројка. Да, и прочитав дека точно дека во 1949 година настанала од тогаш. Академското друштво. Да, Академското друштво Мирче Ацев, а хорот е дел од ова академско друштво. Искра, ти не си ги поминала тие денови со хорско пење и жалам, по тоа беа прекрасни. Јас мислам дека публиката не жали. Да, за доброто на сите. Сузе, прво морам да те прашам на што се должи оваа промена кај тебе? Ти ме инспирираше кога те гледав изминативе 2-3 седмици колку си ја пораснала убаво косата и колку убаво ти стои вака исправена. Викам, види Искра колку убаво изгледа. Чекај јас малце да свртам направо. Уште еднаш, значи, ви сакам добро утро, ви благодарам што дојдовте. Сузе, бидејќи ти си во тие води, се како дека многу подобро ќе го водиш разговорот. Повели. Јас уживам, ти благодарам. Добро утро официјално за Јана Богдановска и Петар Узунов. Добро утро. Хористи од академскиот хор Мирче Ацев, кој како што спомена и Искра, полни 70 и некоја година од 1949-та со кратки прекини, тие никогаш не се откажа и се уште се белек, еден голем белек и би рекла лајтмотив на хорското живење, не само во земјава, туку и во регионов, Јана, така нели? Така е. Навистина е огромна чест да сум дел од таа историја, таа заедница, мислам. Да, голема историја која испиша најголемите диригентски имиња во нашето битисување од 2014 година. На диригентската палка ја држи една храбра дама, Јасмина Ѓоргевска Кара, која што навистина направи големи чекори напред и покажа дека и жените можат да бидат лидери и да ја носат таа една енергија која што воопшто не е лесна за носење. Петар, како е жена кога ти диригира, како треба да молчиш, да пееш, да пееш? Апсолутно. И ја слушаме до секој збор што ќе го каже. Јасмина Ѓоргевска Каро ни е нам, не знам, звезда водилка. Можам да кажам, за секој еден хорист, бидејќи со незината амбициозност и желба за работа, нас не прави да сме горди хористи на Мирче Ацев. Секоја чест. Инаку Искра, морам да ти кажам и за гледачите дека поголемиот дел од членовите на академскиот хор Мирче Ацев не се музички описменети. Да речеме, Петар е иден електроинженер, додека Јасмина е на Јана, се извинувам, Јана е на ПМФ, така нели? Да, јас сум доцент. Доцент. Значи, кој ќе му се расипе микрофонот, ќе знае да си го поправи сам. Тоа е многу корисно. Јас можам да му објаснам зашто не ради. Во се има нешто добро. Но со нивниот огромен ентузијазам, талент и желба за пеење, тие тука во нивното редовно постоење на хорот научија и да читаат ноти, да читаат партитури и да навлезат во тајните на хорската литература, што е навистина за огромен респект. Петар е веќе 4 години дел од Мирче Ацев, Јана е полни 2 години. Има ли ваши пријатели кои што исто како вас беа скептици на почетокот, Јана, како ќе се снајдеме во целата оваа? Мислам дека тоа е главното прашање. Јас не знам ноти да читам, како ќе се снајдам. Мислам дека кај сите тоа се јавува, но со голема љубов, со голема упорност се постигнува. Меѓу членовите често имаме, ќе ни посочат, некој повеќе знае, некој помалку, па ќе си помогнеме. Секако и диригентката многу посветува внимание ние да научиме нешто, да се подобриме во секој момент, така што сите тие стравови веднаш штом ќе осетите таа атмосфера исчезнуваат и се препуштаме на музиката.
Но би рекла и до некаде ван во ова ново време со интернет, вие далеку полесно од она време кога јас бев хорист пред 30-40 години, па ние немавме како да ги преслушуваме, моравме да ги бараме, да ги набавуваме снимките. Вие со неколку клика можете да чуете изведба на било кој светски хор или на солист, како ја пее некоја композиција, но она за што сме утрово ние тука, Петар, дојдени, е големиот концерт кој што ќе се случи на 4 декември во музеот на револуционерна борба во Скопје, каде што за прв пат во Македонија ќе биде изведена една композиција. Кажи ли нешто повеќе за тоа? Значи, годишниот концерт кој го спремаме ќе биде изведен, како што спомнавте, на 4 декември, тоа е понеделник, со почеток во 20 часот, во музеот на револуционерната борба. И она што е најзначајно за овој концерт е тоа што првично, тоест премиерно, во Македонија ќе биде изведено делото Псалм Буртница од летонскиот композитор Валц Пуце. Тоа е духовно дело кое што е пропратено и со оркестарска придружба. Ќе имаме оркестарска придружба од 2 виолончела, ќе имаме ударни инструменти и пијано. Тоа е дело кое е напишано во 4 става. И ете така, тоа ќе ни биде завршната точка на вечерта, која што ќе биде така во една духовна тематика. Браво, секоја чест и две чекам да слушнам тоа како ќе звучи, а воопшто не се сомневам дека ќе звучи извонредно добро. Јана, имавте исклучително успешна година 2023 со многу настапи на меѓународни фестивали, со многу признанија, со многу награди. Јас дури кога го погледнав вашето CV, реков, боже, зарем е можно толку многу работи да сум пропуштила низ годиниве и да не сум ги слушнала, но навистина респект огромен за сите вас поединечно, најмногу за вашата диригентка. Кажи ни како ја заокружуваме оваа година? Секако годината ќе ја заокружиме со концертот, но еден така поголем настан беше летото кога освоивме прва награда во Паралија на меѓународниот надпревар, каде што имаше силни хорови кои што навистина беа јака конкуренција и мислам дека ние убаво се покажавме секако на сцена кога настапувавме. Тоа беше нешто, не знам, тоа чувство на заедништво, тоа чувство на хармонија, на тоа дека сте ја допреле вистински и публиката. Така, за нас беше голем успех, без разлика од наградата. Самиот настап што го покажавме таму, така, не остави впечаток на сите од нас. Секоја чест. Од какви се профили ве има, Петар, вие кои членувате во хорот? Па еве, од електростуденти, од професори на ПМФ, до лекари, до економисти, правници, адвокати, да. Не има разни, исто и музички образовани луѓе. Меѓутоа, така тоа можам да кажам дека е нештото што не обединува. Иако сме од различни профили, сите ја сакаме музика. Да, ти во минатото како дете си имал искуства пејачки, бидејќи во гласот ти се чувствува присуството на баритон, си предпоставувам, така, нели? Да, тоа и се забележува искра, нели? Па сакам да кажам дека баритона ме еве ти пред време кажа, видиш, да. Откако влезе во студиото го почувствував тоа. Па да, јас навлегувам во хорските води од моите тинеџерски години, од прва година средно. Така да еве веќе нешто повеќе од 10 години сум во хорската музика. Имаш некакви соло делници не. во... Немаш ни амбиции такви или можеби и тоа ќе се случи во иднина, од каде да знаеме? Можеби. Не е исклучено така. Можеби, но до сега така си ја прифаќам таа улога како дел од хор. Секоја чест. Јана, какви беа твоите почетоци? Имаше ли ти некакви хорски, некакви пеачки, некакви солистички амбиции од дете? Никако, јас секогаш сум сакала да пеам, ама никогаш не сум се заангажирала поактивно за тоа.
Еднаш случајно се најдов на некоја проба на хор и готово, толку беше. Од една проба јас се заразив. Љубов на прв поглед. Баш, на прво слушање. Одлично. Што се друго освен оваа композиција која за прв пат ќе биде изведена во Македонија, што се друго ќе имаме на репертоарот? На 4. Да. Ќе имаме тематиката на концертот ќе биде, како што веќе спомнав, духовна музика. Да, значи и Мокрањац ќе биде тука присутен. Ќе биде и Мокрањац, ќе биде изведено и делото Northern Lights, кое што претпоставувам може да е непознато за така лаичката, општата публика. Аве Верум. Аве Верум, Abendlied, Dies Irae, Jubilate Deo, да. Колку луѓе вкупно ќе има на сцена? Гледам дека има и доста придружници, доста луѓе кои не се во хорот, но се дел од целата оваа приказна. Да, хористи ќе бидеме 44, но ќе имаме и, како што веќе спомнавме, инструментална придружба. Ќе имаме 2 виолончела, ударни инструменти и пијана, така што оркестарот ќе го сочинуваат 4 луѓе. Така. Браво. Какви се можностите да се присуствува на концертот? Со влезници, со покани или? Така, ние ќе ангажираме некои столчиња, некои влезници ќе има, но откако тие ќе се пополнат, влезот ќе биде слободен, така што може публиката со стоење, нели, да присуствува на концертот. Всушност, влезниците се веќе распродадени за концертот. Предпоставував, да, но влезот ќе биде отворен за било кој што има желба да дојде. Влезот ќе биде отворен и ќе може да се присуствува на концерт. Браво. Јана, какви се шансите за некои нови членови да примите? Има ли можност да се шири хорот? Имате ли годишни аудиции? Колку пати во годината примате нови членови? И што се е потребно за да бидеш член на хорот Мирчацев? Одлично прашање. Аудиции најчесто како официјално се водат во октомври, но јас влегов во февруари, така што мислам дека на мала врата влезе. Баш така. На брза лента. Штом така, баш така. Тоа е политички термин. Штом некој ќе се заинтересира, слободно може да ме контактира или директно да се појави на проба. Ние сме отворени за нови членови кај професиите. Јас би сакала да назначам дека имаме и студенти, дури и ученици во средно, така што од сите возрасти навистина се добре дојдени членовите, нови членови. Како предзнање, не би рекла дека има потреба. Јас не сум се бавела со никакво хорско, нити никакво пење предходно, така што се добре дојдени, само да имаат голема желба да научат нешто ново и секако да бидат посветени, да доаѓаат на проби и така да бидат дел од нашата заедница. Секоја чест. Мене ми е многу драго што повторно стана во мода да се пее во хор. Едно време некако ми се чини дека стагнира хоровите, не само Мирчацев, туку воопшто некако хорската култура во Македонија како да се стави во мирување, но драго ми е што повторно остана ин да бидеш дел од некоја еве вака хорска дружина, што ова не е дружина, ова е многу повеќе, би рекла, нивото на Мирчацев, малку хорови во земјава можат да го достигнат и тоа што обстојува 70-ти на години е доказ дека вистински кога нешто се работи онака како што треба или кога од старт биле наметнати добро работите, таа магична приказна понатаму продолжува и се шири. Има ли хроничар кој што ги евидентира сите луѓе кои поминале во 8000 членови е бројка за почит во овие 70 на години, имате повеќе од 5000 концерти, јас колку што можев да забележам. Многу надпревари, многу награди, признанија, не знам каде тие стојат. Има ли хроничар кој што сето ова го прибира, го чува, го еден ден верувам дека и ќе се чита за ова? Се надеваме. Има покрај директорот на уметничкото друштво, Благој Јовановски, имаме еден член од хорот кој што исто така архивар на некој начин, кој што ги бележи сите тие успеси на хорот кои што сме ги имале
Кој е во измените. најстарчиот член? Има ли горна граница? Еве рековте дека има и средношколци. Има ли горна граница? До пензија остануваат ли Остануваат и членовите? после пензија остануваат. Браво, секоја И после чест. пензија остануваат. Секоја чест, на вистина. Добро, нас ни преостанува тука некаде да ги охрабриме сите оние кои што имаат желба и талент за пеење, сите оние кои што имаат време и сакаат да учат, бидејќи тука непрестано треба да се учи и непрестано треба да се работи, а не е само дека ќе пееме и дека на ништо друго нема да мислиме, а дружењето предпоставуваме еден огромен предизвик за секој еден човек кој што не сака да седи дома пред телевизор, не сака да следи политички настани, иако за жал политиката ни е толку силно навлезена во нашите животи што не можеме едноставно да ја игнорираме, но можеме да одбереме што ќе правиме во слободното време. Колку пати неделно имате проба? Проба имаме 2 пати неделно и може би звучи тоа така напорно, ама јас кога ќе се вратам дома од проба сум полна со енергија, така што мислам дека е навистина квалитетно потрошено време. Вистинска терапија. Да. Баш терапија, едно духовно прочистување ни доаѓа тоа од секојдневието, така едно прибежиште кое што на секој еден хорист му годи. Да. Уште сакам, Петар, да те прашам, бидејќи и музиката, и пеењето, како и танцот, во минатото беа некако толкувани како да им припаѓаат повеќе на жените отколку на мажите. Колку мажи имаме? Ромноправни сме во бројката со женските во хорот? Гласови? Женските гласови се побројни од машките. Така, машкиот хор е малце и да кажеме и дефицитарен на некои гласови. Жените Машки се танчери, повеќе. машки гласови секогаш се дефицитарни овде Да. на Балканот, но во светот не е така. Би Да. рекла. Да, дефицитарни сме малку ние од машкиот дел од хорот. Но сепак сме доволно за хорот да звучи Одлично. целосно. Да. Јас верувам дека ќе имам можност и ќе се потрудам да најдам и време и можност да дојдам и да ве слушам и да уживам во она што вие ќе го музицирате. Особено предизвик ми е композицијата која ја најавивме, која за прв пат се изведува кај нас. Огромен респект за сите членови на Мирча Асеф, и сегашни и минати, а и идни оние кои што ќе се охрабрат па ќе бидат дел од овој академски хор. Искра, те покануваме ве вака јавно, ако си ти за, можеме заедно да ги следиме, па и да се распееме малце. Не. Тивко, тивко. Апропо дефицитарни, ние во Тринската сме дефицитарни со машки водители Така и е. репортери, да. Така и ги охрабруваме сите наши талентирани млади. Сега го замислам, ти кажам и како водител, дека со тој Го глас замисли? луѓите. И јас, Да. и јас од сам почеток го замислив, реков да не заборавам да му кажам по завршување Ќе му го да отстапам размислувам. Столчево, ако сака слободно, да. Да. Ви благодарам многу на гостувањето, Сузе, со тебе се гледаме Нешто подоцна. Така, јас ви благодарам и посакувам многу среќа во секој следен предизвик. Ви благодариме.